Караванот на слободата кој го организира граѓанското здружение Цивил вечерва е во Кочани, а утре во Штип. Новинарот и граѓанскиот активист Петар Сарачини вели дека поети, ликовни уметници, музичари, граѓански активисти и новинари во рамките на овој караван ја промовираат слободата во секој смисол. Во Штип караванот на слободата утре попладне почнува со диџеј сетови, а во 18 часот и 30 минути во малата сала во општина Штип ќе имаат дебата на тема Македонија со или без слобода. На неа ќе дебатираат Војо Маневски, директор на ТВ Ирис и новинар, Мирјана Најческа, која што е граѓански активист, и Тони Зен, еден од уметниците кои што ќе настапат вечерта на концертот. Освен настапот на Тони Зен, публиката во Штип и во регионот ќе има можност да ги види и Бла Бла Бла, еден истакнат андерграунд состав од Македонија, од Скопје, кој што твори веќе 30 години, а заедно со Тони Зен и со Бла 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 ќе настапат и на македонската публика познатите String Forces. Додека се одвива концертот, до сцената ќе има и отворена ликовна работилница, предводена од академскиот сликар Мирослав Стојановиќ Шуки. Целта на караванот е да ги охрабриме граѓаните што поактивно да учествуваат во општествениот живот, во донесувањето одлуки на локално и на национално ниво. Со овој караван им даваме на некој начин признание на овие уметници. Ние немаме како други фестивали и концерти уметници кои што доаѓаат од странство, се потпревме исклучиво на нашите сили. Сарачини вели дека тоа се уметници кои што без разлика на било која политичка партија да е на власт говорат за слободата и правата на граѓаните и не се спремни да се откажат од своето уметничко јас. Според него во земјава секој граѓанин може да биде слободен и да учествува во општествениот живот.